Одбележувањето на 1 декември меѓународниот ден на борба против сидата покрена повеќе активности и манифестации во повеќе градови во државата кои имаат за цел да делуваат пред се превентивно. Особено се действува меѓу младите на кои им се додели пропаганден материјал, а се организираат и соодветни советувања, презентации и предавања. Дека во јавноста за сидата малку се зборува или воопшто не се изнесуваат проблемите, зборуваат резултатите од многобројните анкети. Секој во основа мисли дека тоа не може да му се случи и дека за болеста и вирусот се зборува како за нешто далечно и нереално. Дали знаете дека денеска е ден за борба против ХИВ-сида? Да, знам. Што мислите, има ли во Кочани? Да, има. За жал има, да. Па слушала сум на телевизија. Во Кочани? Па у Кочани не знам, ама те на сите што кажуваат на вестите слушала сум. Тоа што е загрижувачко секако се бројките кои зборуваат за сериозноста на проблемот со болеста. Во Македонија во 2014 година се регистрирани 39 ново заболени од ХИВ-сида, од кои 1/3 се ХИВ позитивни, а другите болни. Дури 37 од заболените се мажи, а само 2 жени. Меѓутоа, ново евидентираните се и деца, што зборува за поместување на долните граници, на коим се заканува чумата на 21 век. Дали и во Кочанско-Виничкиот регион има случаи на заболени од ХИВ-сида е прашањето кое си го поставуваат граѓаните, иако официјално нема потврден одговор за тоа. Своевремено во здравствените институции во овдешните општини се посочуваше на еден регистриран ХИВ позитивен, но подосна како да се одбегнуваше соопштувањето на вакви информации.